Почитувани гледачи, еве сме повторно назад во студија, а овде со мене во студиото е господин Фајк Јамаковски, председател на Сдруженијето на дијабетичари во Штип. Пред да го започнеме разговорот со него, ќе слушнеме еден прилог, односно ќе погледнете прилог за тоа што всушност представува дијабетот. Потоа се враќаме во студио и го започнуваме нашиот разговор. Шеќерна болест или дијабетес е хронично системско пореметување на метаболизмот, кое се карактеризира со хипергликемија, тоа е трајно зголемување на нивото на глукоза во крвта. Генерално е условен од наследни фактори, а настанува како последица на намалено излачување или намалено биолошко дејство на хормонот инсулин, односно во комбинација на овие два фактори. Тој недостаток ја попречува размената на јаглени хидрати, масти и белковини во организмот, што се манифестира со карактеристични тегоби, а по подолго време влија и на структурата и функцијата на крвните садови, нервите и другите витални органи и органски системи. Дијабетесот денес се вбројува меѓу најчестите ендокринолошки заболувања, со тенденција на зголемен пораст, особено во развиените земји на светот. Тоа е последица на модерниот стил на живот и зголемениот број на надворешни етиолошки предизвикувачи, меѓу кои посебно се издвојува претераниот вишок на килограми. Шеќерната болест најчесто се јавува во поодмината животна возраст како последица на општите дегенеративни и склеротични промени во организмот, кои го зафаќаат и панкреасот, а кај младите лица може да настане поради генетски пореметувања или пак оштетување на панкреасот кај одредени заразни заболувања. Луѓето кои страдаат од дијабетес, независно од кој тип, имаат покачени вредности на гликоза затоа што нивниот организам не може да ја пренесе гликозата во клетките. Причини за тоа можат да бидат недоволна продукција на инсулин од страна на панкреасот, нарушена реакција на клетките кон инсулин, но и двете причини истовремено. Симптомите и знаците се во зависност од нивото на шеќер во крвта, но луѓето со дијабетес тип 2 и покрај покачената гликоза во крвта на почетокот можат да немаат никакви симптоми. Кај пациентите со дијабетес тип 1, симптомите најчесто се манифестираат побрзо и во потешка форма. Дел од знаците и симптомите се зголемено чувство на жед, често мокрење, зголемен апетит, необјаснето губење на телесна тежина, замор, заматување на видот, бавно зараснување на рани, благо покачен крвен притисок, чести инфекции, како и присуство на кетони во урината. Кетоните се пропратни продукти како резултат на разложувањето на мускулите и масното ткиво поради недостаток на инсулин. Така, почитувани гледачи, еве слушнавме од прилогот што всушност представува дијабетесот, а јас како што најавив, веќе во студиото имаме гостин, господинот Фајк Јамаковски, председател на Сдруженијето на дијабетичари. Добре ни дојдовте во нашата утринска емисија. Добро ве најдов, благодарам што ме поканивте во вашата телевизија. Ми представува задоволство да гостувам за прв пат кај вас. И поздрав до сите гледачи на телевизија Канал Плюс. Така, еве за почеток, колку време постоите како здружение и на кој начин работите? Па, како здружение постоиме повеќе од 15 години. Некаде 99-2000 година се формираше и тоа го формиравме неколку ентузијасти вака кои ги имавме тие проблеми веќе имавме проблеми со дијабетесот и во договор со лекарите од Штипската сега веќе клиничка болница формиравме здружение со единствена цел да можеме да им помогнеме, да си помогнеме на нас, себе си, а и да им помогнеме на сите, на сите граѓани кои имаат покачено ниво на шекерот во крвта. Тогаш почнавме со едни скромни, вака да кажам, предавања, со скромен број на луѓе, сме имале почетни предавања и со 10, со 15 луѓе. Меѓутоа, со ток на време, се повише и повише нашата активност се ширеше и допираше до граѓаните. Имавме голема подршка од лекарите при интерното одделение, кои се занимаваа со таа проблематика и речиси еднаш месечно држевме предавања. Тогаш единствено предавањата ги државме во салата на здравниот дом. Меѓутоа, како одминуваше времето, заинтересираноста беше се поголема и почнавме да држиме предавања
а во библиотеката Гоце Делчев и во салата на собранието. Така да имаше и на некои предавања, имавме и присутно над 150 луѓе. Прво почнавме со штипските лекари, потоа се поврзавме на ниво на Македонија, се формира Сојуз на Сдруженија на диабетичари. Да напоменам дека нашето здружение беше меѓу првите кои се формираа во Македонија и ние бевме иницијатори за формирање на тој Сојуз на Сдруженија, кој многу ни помагаше да можеме да донесеме стручни лица од клиниката за ендокринологија од Скопје. И веќе имавме можност од поеминентни стручњаци на ниво на Република да чуеме што е тоа диабетисот, што е проблемот, начинот на лечење и така натаму. А еве до ден денеска вие вршите едукација за диабетичарите, односно имате работилница, што се може да се научи и дали само членовите може да бидат дел од? Не, ние сме основачи се членови, мислам, луѓе кои во тој момент имале диабетис. Меѓутоа, ние сме здружение на граѓани на диабетичари, али отворени кон сите граѓани, затоа што диабетисот не е проблем само на оние кои веќе се оболени, него е проблем на сета граѓанска популација. Секој оној кој сака да знае за своето здравје, да го чува своето здравје, пожелно е да присуствува на тие наши предавања и да ги прати. Има во Штип има регистрирано, мислам евиденција, така да кажеме, некаде има околу 2800 до 3000 диабетичари, од кои 1000 до 350 до 1000 до 360 се на инсулинска терапија. Тоа не е мала бројка. Не. Тоа е некаде 6,5-7% од вкупното население. Меѓутоа, некои статистичари велат дека на секој регистриран диабетичар постои и еден што не е регистриран диабетичар. Затоа што диабетисот е таква состојба во организмот, значи покачено ниво на шекерот на крвта, каде што некој пати човек и не е свесен што му се случува во организмот. Кои се симптомите, односно како се добива оваа болест? Болеста е широко распространета и се добива едноставно како причина, има повеќе причини, меѓутоа според она што имаме можност да го сознаеме од предавања и од контакти со лекари, пред се нередовната исхрана. Нередовна исхрана, недоволна физичка активност, повише седење пред телевизор, во кафани и стресови на организмот, а и наследен фактор од родителите. А еве кога сме веќе кај возрастната граница, постои ли, односно, ограниченост? Бидејќи знаеме дека во денешно време повеќе сме научени на брза храна, на нездрава исхрана. Постои ли голем број на дечиња кои што се заболени од диабет? Да, во почетокот ние бевме, го третиравме, постоја диабет, има два типа на диабетис, диабетис тип 1 и тип 2. Диабетисот тип 1 е за младата популација, а диабетис тип 2 е во возрастна граници кој се јавува некаде над 30 години, до 35 години. Ние порано се занимававме како здружение, исто организиравме предавања и за диабетисот тип 1. Меѓутоа, донесувавме, беше доктор професор Кочова од Центарот за детска ендокринологија во Скопје. Меѓутоа се покажа дека сепак е тоа премногу обимна материја, за проблемот со децата е малку потежок, треба посебен третман со нив. И тогаш со наша помош се формира посебно здружение за детски диабетис, Баланс, кој они го презедува диабетисот тип 1 и повеќе се грижат за тој тип диабетис за децата. Ние во почетокот некаде до пред 7-8 години исто имавме доста третман на тип 1, им помагавме со предавања, им помагавме прво кога набавувавме апаратчиња за мерење во шекер во крвта, прво обезбедивме за децата. Околу 4 во Штип. Тогаш, сега не ми е познато, во тој момент кога тоа е пред 10 години некаде, имаше околу 48 дечиња. Од 6 месеци па до 5-16 годишна возраст. За жал, према информациите што ги имам, дека тој број е сега многу зголеме. А додека диабетисот тип 2 е повише распространет кај повозрастната популација, меѓутоа тоа е како
резултат на нередовната исхрана и самите спомнавте, Така. брзата храна, и одбегнување на доручекот, и кога дојде дома во 3 саат од да руча, обимен ручек, и веднаш седне или легне да одмара. И многу сладко, да, благи и сето работи. тоа предизвикува покачување на нивото на шекерот во крвта. Па видите, не е само благите работи. Што се може да влијае нивото на за да шекерот се во крвта влијае добие оваа шекерна болест? од лебот, од компирот, од оризот. Тоа се хранливи материи кои содржат многу шекер. И треба многу да се внимава. Ние имаме Така ја ви имате донесено. Имаме табела правилник во соработка со Новонождиск од Скопје и Центарот за ендокринологија, клиниката за ендокринологија има изработена табела и тачно се кажува која храна, колку јагени хидрати има и колку треба да се консумира дневно. Така, според некои прописи или така да ги согледувања, истражувања, нормален човек, околе, да речеме, 70 до 75 килограми, треба да внесе некаде околе 14 до 15 лебни единици. Сега тука има ги, да речеме, едно парче леб, геврекот, само да кажам тоа дека многу брзата како геврекот е како брза храна, меѓутоа е најлош. А геврекот, еден геврек има 4 лебни единици. Внимавајте. Значи, 4 лебни единици. Едно парче леб е половина парче леб е 1 лебна единица. Значи, едно парче леб е 2 лебни единици. Сега треба да се комбинира. Савајле, да речеме доручекот, во дено, рековме во текот на денот 15 до 16 најмногу, зависи од ако е по-возрастен, по-крупен, например, до 18. Постои некое посебно брашно за диабетичари кои што може да видите, консумира? Сум имал можност да присуствувам на многу предавања каде што се присутни еминентни стручњаци од областта на диабетисот. Брашното како брашно нема многу разлика. Така. Белото и црното брашно се разликуваат во тоа што само црното брашно побавно се распаѓа во организмот, а додека белото се задржува. Да. И сега покажува ниво на шекерот по крвта го покачува белото. Инаку во Македонија, според она што сум имал можност да чуем, не постои таков леб. Сега тоа се само маркетиншки трикови. Леб за диабетичари. Еве, нашите гледачите можат да пробат едноставно едно парче леб од тој што е за диабетичари или црн леб, или да го стават во чаша вода и ќе видат дека водата ќе поцрнее. Значи тоа се само додатоци. Така, извините што ги ве прекинам, можам да кажам слободно дека почитувани гледачи, сите вие кои што сакате да се јавите и да прашате нешто во врска со оваа болест, слободно јавете се на нашиот телефонски број 032 399 388. Овде ќе го продолжиме разговорот. Јас се извинувам што ве прекинав, но мислам дека е важно да слушнат подетални информации од вас како стручно лице за оваа болест. Не сум јас стручно лице, него јас сум патилец. Така. Јас сум диабетичар веќе скоро вие најубаво знаете како. Скоро 30 години, па народот вели не прашувај гаталец, прашувај паталец. Јас имав проблеми со диабетисот и нормално ако не внимавам ќе ги имам и денеска. А од своје искуство можам да кажам дека редовната исхрана, умерена исхрана. Сега сите викаат јас сум на диета, држам диета, немам проблем. Диетата не е мерка која ќе допринесе до намалување на нивото на шекерот во крвта. Меѓутоа и општо за целокупното здравје. На организмот му треба во текот на тие 24 сата редовна исхрана, редовно шекери му требаат. Мозокот без шекер не може да функционира. Сега ние ако држиме диета, не јадам цел ден, не јадеш цел ден, ама ке малаксаш, не дај Боже и некои други проблеми. Еве, например, кафеавиот шекер, дали може да го консумира диабетичарите? Не. Шекер, бел шекер, кафеав шекер, не се. На трен. Шекерни, на трен, да. Шекерни единици може да се внесува единствено само преку
јаболка, преко круша, Значи, преко природен праска, шеќер, природен така. шеќер. Инаку вештачки шеќер е затоа он директно го покачува шеќерот во крв. Видете кај диабетичарите има и хипергликемија, значи покачено ниво на шеќер во крвта, ама ако цел ден денеска не јаде, а да речеме кој на таблетарна терапија или уште положен инсулин, а не јаде, што е полошо се појавува хипогликемија. Падне нивото на шеќерот во крвта. Значи на организмот му требат шеќерни единици. Сега во тој момент кога падне нивото на шеќерот во крвта, се осеќа потење, тресење на рацете, се замаглува, А еве, се например, замаглува видот. доколку навреме не се манифестирало во болест или не се лекува, може ли да дојде до некои други влошувања на здравственото Ќе ви состојба, кажам, освен? само да го Така, кажам тоа. добро. Значи за оти рековте сокови дали може. Сега како пример сакав да кажам дека сокот, особено Кока-колата или Пепсито, е како најдобра брза помош или прва помош кога падне шеќерот во крвта. Значи тие симптоми: потење, тресење, замаглување, се губи свеста едноставно и паѓа во кома. Значи нискиот шеќер, хипогликемијата е далеку поопасна него од хипергликемијата, од високиот. Високиот шеќер му треба време, месец, 2, 3, 5, да направи штета на организмот. А нискиот шеќер моментална штета, колапс на организмот, се губи, нема контрола, во лесно се паѓа. Тогаш препорака е да секој диабетичар во џебот си носи 2 до 3 коцки шеќер. Или чаша, сега ги имаме тие лименки Кока-кола. Кока-колата најбрзо го качува шеќерот, го подига нивото, меѓутоа и шеќерот, коцката само веднаш се стопи и директно влегува во крвта. Сега некои, слушам вака, секој ден се движиме, нели, со луѓето разговараме, си носам бомбонче, си носам чоколадо. Да, меѓутоа бомбоната, кога ја ставиш во устата, и треба време да се растопи за да може да го покачи нивото на шеќерот во крвта. А кога падне шеќерот во крвта, доаѓа до блокирање тука на овие проводниците. И може да се случи бомбоната да дојде до тука, има случаи, сум имал можност да слушам и од луѓе што И да не протекува како што треба. Да се заглави, предизвикува гушење. Затоа значи за диабетичарите обавено со себе да си носат по 2 до 3 коцки шеќер или сега ги има по рестораните имаме тие пакетчиња, директно со чаша вода и се покачи нивото. Али треба веднаш после тоа еден по-добар оброк да може нивото на шеќер кој се качило со помош на шеќерот да се задржи на 4 или на 5-6. Видите сега како зголемен шеќер е според тие норми или како да ги кажеме, нагладно нивото на шеќерот во крвта треба да изнесува 6,5 до 7 максимум нагладно пред јадење. Значи 6,2 по разни последното мерење, последната препорака на Европската федерација на диабетичари е дека на нагладно е максимум 7. А најдобро според стручњаците за диабетис е најмеродавно е мерењето на шеќер во крвта 2 часа после оброкот. Значи, ако доручкуваш во 9, во 11 саатот, не треба да биде повисоко од 8,5. Тоа е максимум. Сега има една метода на мерење на шеќер во крвта, која е најмеродавна како се движи шеќерот на крвта во организмот во последните 3 месеци. Тоа хемоглобина 1C и во штип тоа се работи. Тоа е најмеродавно и тоа не треба да изнесува повеќе од 7. Доколку нивото на шеќер во крвта во последните 3 месеца е над 7, веќе има некои проблеми и тоа е знак дека треба да се реагира. Така. А еве каква е состојбата со оние кои што се на инсулин? Каква е состојбата во штип? Има ли доволно? На инсулин се префрлат пациентите од како прво се почнува нели со таблети. Меѓутоа сепак и таблетарната терапија според последните опасства на Европската здружение на диабетичари е што вели што поскоро на инсулин толку подобро.
Иако ние имаме, јас од искуство тоа ви го кажувам, кога мереме шекер, организираме мерење на шекер во крвта, и ви ги прашувам луѓето што доаѓаат, вика јас сум 10 години на таблетарна терапија, не, на таблет. Меѓутоа, тоа е само одложување на денот кога треба да дојде, да се преде на инсулин, а воедно и оштетување на крвните садови. Шекер, покаченото ниво на шекерот во крвта или диабетисот се нарекува етилок убиец. Тоа е состојба на организмот кога нивото на шекер во крвта се движи некаде измеѓу 7 и 8, а не ги дава оние симптоми за покачен шекер, да речеме, имаш често мокрење, жет, желба за вода, имаш често организмот бара што почесто да јаде. И слабење на организмот. Тоа се симптоми кои укажуваат дека со шекерот не е нешто во ред и треба да се отиде веднаш на лекар. Во Штип морам да се пофалам, ние сме меѓу градовите кои можеби единствен град, не зборувам, со исклучок на Скопје, ние имаме 4 лекари кои работат со диабетичари. Така да ние сме потполно задоволни од нивната соработка и односот кон пациентите и за сега немаме проблем. На инсулин, според стручњаците, еве и тука имам книга од доктор професор Милчо Богоев, тоа е еден од најголемите експерти во Македонија за диабетис, кој на едно место вели колку порано се помине на колку порано помините на инсулин, толку ќе биде подолго и поубав вашиот живот. Еве каде можат гледачите и сите заинтересирани да ја добијат оваа книга? Таа книга моментално сега ја нема, меѓутоа ние околу над 600-700 парчиња, тоа бесплатно ја делевме на предавањата што ги организиравме. Сите оние кои доаѓале на предавања ја има таа книга и тоа е многу фина работа. Сега со фирмата Novo Nordisk од Скопје, која е, уствари тоа е данска фирма, која е еден од најголемите светски производители на инсулин и најдобри инсулини. Во соработка со нив сега во договор сме да уште 2000 парчиња да се пуштат, да се произведат, така да ќе има уште повише, ќе можат луѓето да го запознаат диабетис. Така, еве, немаме многу време до крајот на нашата емисија, бидејќи имаме предвидено и други содржини, но еве за крај да ни кажете дали може целосно да се излечи оваа болест и она некое друго важно кое што треба да го споделите со нашите гледачи, кои што мислите дека треба да го слушнат за диабетот. Да кажам веднаш дека диабетисот или шекерната болест е неизлечива болест. Тоа е доживотна болест. Меѓутоа, тоа не значи сега... Може да се стави во нормално, така? Одма дегенерација се предадеме. Со диабетисот има многу луѓе кои живееле и по 90 години. Еве, ви кажам еден пример. Пред 3-4 години, сигурно сте чули и вие, почина патријархот на бугарската патријаршија, кој е на 91 година почина, а 60 години бил диабетичар. Значи, со умерена, редовна исхрана, умерена, не со диета да го малтретираме организмот, него денеска да јадеме 5 до 6 пати. Тоа што треба да го внесеме, да не го внесеме одеднаш, него да го распределиме доручак, ужина, ручек, ужина и така 5 до 6. Да внимаваме со алкохолот. Алкохолот препорачливо е, не е забрането. Препорачливо е, например, една чаша црвено вино или една чаша ракија, така? Една чашка ракија, меѓутоа никако нагладно. Нормално. Алкохолот нагло го симнува шекерот. Значи, али една чаша на ден. Една чаша црвено вино после обрук дневно е препорачливо, го регулира шекерот. Така. Мислам, еден од проблемите кои доведува до шекерна болест е и прекомерната употреба на алкохол. Точно. Да, не само за диабетичарите, алкохолот секако штети за секој. Ние како здружение издаваме заедно со пак Novo Nordisk, таа фирма многу ни помага, издаваме списание кое им помага многу на диабетичарите, така наречено шекерна болест. Само да го долови камерата. Тук погоре. Еве јас.
преку тоа има можност да се види, има многу написи од еминентни стручњаци на ниво на Република, може да се види како е, што е диабетис, начин на лечење, инсулински терапии, какви врсти на инсулини има и така натаму. Инаку што се однесува до нашето здружение во Штип, може да кажам дека ние сме едно од, сега да не се фалам сам, ама едно од најактивните здруженија во Републиката. Еве, има ли некои предвидени други активности? Имаме ние една редовна активност во соработка со лекарите во Центарот за диабетис, там реков 4 лекари кои и оваа прилика користам да им се заблагодарам на извонредната соработка. Ние организираме еднаш во неделата, секој четврток, сега декември и јануари поради временските услови престанавме, во декември само една имавме такво предавање, меѓутоа сега здравје во февруари пак ќе почнеме, организираме, ја нарековме школа за диабетичари, работилница. Тоа го спомнавме и на почетокот, така. И тоа се покажа како една од на најдобар начин како на луѓето, на граѓаните и на диабетичарите да им се пренесе се она што е диабетисот и како да се справуваат со него. Значи, за да можеш да се бориш ти со болеста, треба да ја запознаеш. Точно. И сега тука на тие, ја не би ги нарекол предавање, тоа се повише разговори. Се соберат 10 до 11, со еден лекар, обавезно има лекар, и разговор едноставно меѓу нив. Кои проблеми сум ги имал јас, што се случило, како сум реагирал. Па овој што седи до мене, лекарот го прашува дали постапил правилно. И не или да. Каде сгрешил, што требало да направи. Тоа се од практични примери и можеш да научиш многу. И мислам и книгата е извонредна работа, меѓутоа ова е најдобар пристап и тоа ние досега на овој начин имаме во последните 3-4 години над 500-600 луѓе, водам јас евиденција. Имаат поминато низ таа школа за диабетичари, значи го доближивме диабетисот. За нова година скромно сега, колку што можевме, издадовме календарче со насловната страна беше, и тоа може да се види, само да кажам, 4 проблеми кои се главни причини за диабетис. Што е? Мислете на своето здравје, превентирајте го диабетисот. Тоа беше насловот. Нездравата исхрана го зголемува вашиот ризик за да добиете диабетис. Тоа го зборевме. Ако имате прекумерна телесна тежина, шансите да добиете диабетис тип 2 ви се 20 пати поголеми. 20 пати. 1/4 од проблемот на диабетисот е предизвикан од физичка неактивност. Значи, пешачењето е најдобар начин за справување со диабетисот. И едно што многу е распространето кај нас, ако пушите, шансите да добиете диабетис тип 2 ви се 50% поголеми во однос на непушачите. Тоа беше нашата порака како здружение на сите граѓани на Македонија во состав на новогодишниот календар. Јас многу ви благодарам, навистина научивме многу корисни информации за диабетесот и споделивте навистина корисни совети за тоа како се треба да се манифестира оваа болест. Уште еднаш ви благодарам што одвоевте време, па во наредна прилика се надевам дека ќе разговараме многу повеќе. Благодарам и на вас и да кажам само дека сите оние што имаат покачено ниво на шекер во крвта не треба да се плашат, тоа е најлошото. Реков, диабетисот е состојба во организамот која може да се редовно превентира, да се носиме со неа, само треба дисциплина и волја. Еве, за крај само да ни кажете дека секој четврток работилницата е отворена за... Јас ги поканувам, мислам, им звонам, и ги имам списоците јас на диабетичарите и редовно им звонам, да отим таму просторот е мал, од повише од 10 души не може да се соберат. Ако го организираме предавања во библиотеката, тогаш и преку јавните гласила информираме и ние ќе продолжиме и со таа пракса, меѓутоа преку јавните гласила луѓето ќе бидат известени. Кога точно и така. Ви благодарам уште еднаш што одвоивте време, се надевам дека ќе се видиме во некоја наредна прилика. Благодарам и на вас, ми беше задоволство. Така, почитувани гледачи, ова беше разговорот со председателот на Здруженијето за диабетичари. Овде го завршуваме разговорот со една кратка музичка numera, а потоа продолжуваме со другите содржини до 10 часот.